Почитувани гости, председателот на Република Северна Македонија, господинот Стево Пендаровски. Почитувани присутни, следува рапорт на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски од страна на началникот на одделот за специјални полициски операции Бранко Трајановски. Здраво! И на место! Слободно! Ваши екселенции, почитуван председател на Република Северна Македонија, господин Пендаровски, почитувани членови на владата на Република Северна Македонија,
Почитуван министер за внатрешни работи, господин Спасовски, и членови на раководството на Министерството за внатрешни работи. Ценети гости на дипломатскиот кор. Почитувани представници на семејствата на загинатите припадници на Министерството за внатрешни работи. Почитувани представници на локалната самоуправа. Драги полициски службеници, пријатели и соработници. Почитувани представници на медиумите, почитувани гледачи на Канал 5 телевизија, дами и господа. Дозволете да ве поздравам и да ви посакам срдечно добре дојде на свеченото одбележување на Денот на македонската полиција 7 мај. Го поканувам на сцената оперскиот пејач Дарко Тодоровски, а вас да ве замолам за внимание, бидејќи следува интонирање на химната на Република Северна Македонија. Денес над Македонија се раја, ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се ве на Крушевската република. Гоце Делчев пито голи, Даме Груев Сандански. Гоце Делчев пито голи, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Благодарност за господинот Тодоровски за неговата интерпретација на државната химна. Драги гости, почитувани домакини, ќе ве замолам со едноминутно молчење да им оддадеме почит на загинатите припадници на Министерството за внатрешни работи. Нека им е вечна слава. На традиционалното чествување на Денот на полицијата, иако начинот на одбележување на овој професионален празник на Министерството за внатрешни работи можеби не е онаков каков што би сакале да биде, бидејќи никаде ништо не е исто по пандемијата со која што се бори светот. Сепак, верувам дека ќе се согласите дека ваквите настани се единствен начин да се подсетиме до каде сме стигнале, што сме постигнале, кои се целите кои ги поставуваме пред себе. Кои колеги и пријатели ни биле пример и инспирација за она што сме го реализирале и лично
и како колектив, односно институција. Воедно ќе ја искористам оваа прилика да подсетам во текот на целиот денешен настан да бидеме одговорни и да ги почитуваме пропишаните мерки за заштита од COVID-19. Дами и господа, дозволете ми да го поканам првиот човек на нашата полиција, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, да се обрати пред присутните. Повелете, господине министер. Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитувани припадници на македонската полиција, почитуван председателе на Република Северна Македонија господин Стево Пендаровски, почитуван заменик на председателот на владата господин Љупчо Николовски, почитуван заменик министер за внатрешни работи господин Буши, почитувани министри, членови на владата, ваши екселенции, почитуван началник на генералштабот на армијата на Република Северна Македонија, господин Ѓурчиновски, почитувани директори, почитувани гости, дами и господа, почитувано раководство на МВР. Чест ми е што се обраќам пред вас како ваш колега и сојузник на Денот на полицијата, кој за мене представува символ на пожртвуваност, одговорност, храброст, морал, карактеристики што треба да ги развива секој поединец кој положил заклетва пред сината униформа. Задоволството е уште поголемо што денеска сите ние сме сведоци на она што го постигнавме во изминатиот период. Во една навистина тешка година, кога светот се соочи со пандемијата со коронавирусот и редовните активности добија уште еден приоритет – борбата за спречување на ширење на COVID-19. Ова за нас представуваше дополнителен мотив да работиме двојно повеќе со цел излез од кризата со што помалку последици. Горд сум што и покрај несаканата ситуација, со која, како се соочивме на глобално ниво, покажавме дека во ова министерство работат професионалци кои неуморно ги извршуваат своите обврски, непоколебливо се борат против криминалот и корупцијата, против тероризмот, се грижат за јавниот ред и мир и за секојдневните потреби на граѓаните. За ефикасноста на полициската работа покажуваат конкретни резултати во борбата против криминалот. Со задоволство можам да констатирам дека во речиси сите сегменти е очигледно подобрување на резултатите, а евидентно е и генералното намалување на криминалитетот. Така во периодот од 1 јануари до 15 април 2021 година кривичните дела бележат тренд на намалување за 9,5% во споредба со истиот период од минатата година. Организацијските единици во Бирото за јавна безбедност активно постапуваат по 7 оперативни акции и резултатите од нив се видливи. Зголемена откривачка функција на наркотици и оружје, спречување на илегална миграција, криумчарење на мигранти, санкционирање на економскиот криминал, сузбивање на сериозниот и организиран криминал. Зајакнатите сообраќајни контроли пак придонесоа за создавање на што побезбедни средини за граѓаните, па 2020 година беше година со најмалку жртви во сообраќајот во последните 30 години. Покажавме дека знаеме да се фатиме во коштец со неселективната борба против криминалот и корупцијата,
да застанеме храбро и одважно во заштита на бескомпромисното владење на законите, бидејќи нашата заедничка цел е нулта толеранција за корупцијата, нулта толеранција за сите кои ќе го прекршат законот без исклучок. Ваквите резултати влијаат и врз големување на довербата од страна на граѓаните, кои од секогаш знаеле да ценат честна, несебична работа и безпрекорно извршување на должностите, со што се гради имиджот на полицијата воопшто. Министерството за внатрешни работи прерасна во институција која што представува заштитник на слободите и правата на граѓаните, на нивната сигурност и безбедност, како и на сигурноста и безбедноста на општеството во целина. Полициските службеници веќе се препознаваат како прв пријател кој е најбаран во незгода или во тешка ситуација, создавајќи чувство на доверба и на сигурност кај граѓаните. Со тоа сме чекор поблиску до остварување на нашата цел, воспоставување на концептот на партнерство помеѓу граѓаните и полицијата. Денешната визура на Министерството за внатрешни работи е производ на интензивни и динамични реформи во кои што пак Министерството ги отвори вратите за соработка со меѓународните партнери, академската јавност, граѓанското општество и медиумските работници, поставувајќи се како реален сервис на граѓаните. Секако тој процес на трансформација се уште не е завршен. Односно не очекуваат нови, не помалку важни задачи и цели, чија имплементација и операционализација ќе донесе објективни професионални стандарди и вредности во чија што основа стои најкруцијалното од сите начела, а тоа е владењето на правото. Она што всушност им е најважно и на граѓаните. Во тој процес на трансформација, Министерството за внатрешни работи со своите вработени представува реална слика на нашето мултиетничко и обединето општество. А евидентни се и позитивните промени и во напори за обезбедување на родовата еднаквост и еднакви можности во полицијата, како преку зголемениот број на жени полициски службеници со секоја нова генерација, така и со се поголемиот број на жени на раководни позиции во Министерството, чија улога е извонредно важна во полициското работење. Впрочем, уверен сум дека полицијата во мешан состав, како етнички, така и родов, може на подобар начин да одговори на безбедносните потреби на државата и на нашите граѓани. Овие извонредно големи чекори напред придонесоа кон остварувањето на едно од примарните стратешки цели на државата, наше полноправно членство во најмоćниот сојуз НАТО алијансата. Продолжуваме со несмален интензитет до нашето ново одредиште Европската Унија. Остварувањето е на оваа наша стратешка цел бара од сите институции на системот да бидат подготвени, да се надградуваат, унапредуваат, професионализираат и стандардизираат. И полицијата тоа го прави без дилеми. Свесни дека само ефикасна, силна и задоволна полиција, која работи со полн капацитет и легитимитет, испорачува резултати во сите сфери на работењето. Раководството на МВР се заложи за севкупно подобрување на професионалните услови за работа и на подигањето на социјалниот статус на полициските службеници. Она што беше визија пред 3,5 години, денеска е реалност. Реконструиравме 55 објекти кои имаат додадена вредност, бидејќи се енергетски ефикасни. Набавката на униформи стана редовна активност, а не исклучок. Обезбедивме пловни објекти после 20 години, исто така и мотоциклистичка опрема, а годинава за обнова на униформи и опрема. Во буџетот имаме обезбедено близу половина милиарда денари, што е еден од највисоките износи
во историјата на Министерството за внатрешни работи. За вработените во МВР, кои оствариле над 150 часа прекувремена работа на годишно ниво, во текот на 2020 година, обезбедивме средства за бонус плата, кои ќе бидат исплатени следниот месец, а веќе исплативме бонус плата за 2017 и 2018 година. Вработените во Министерството за внатрешни работи сега знаат дека нивниот труд и пожртвуваноста се вреднуваат и наградуваат. Нешто што претходно представуваше невозможна мисија. А на овој посебен ден не може да не помислиме на оние наши колеги, на оние храбри срца што ги нема денеска во нашите редови. Нивната храброст и нивната жртва никогаш нема да бидат заборавени. А она што ни го оставија во наследство и споменот за нив представуваат инспирација за секој граѓанин, за нашите млади колеги кои за прв пат ќе облечат работната униформа, инспирација за иднината на нашата земја и за нашите деца. Затоа уште еднаш изразувам благодарност и почит и ги поздравувам семејствата на загинатите припадници на Министерството за внатрешни работи кои што денеска се со нас. Ова е дополнителен мотив и во наредниот период со уште поголема енергија да продолжиме да ги градиме севкупните капацитети на оваа наша институција, да се посветиме на градењето на европски стандарди во полицијата, согласно владините стремежи Европа да ја донесеме дома. Уверен сум дека само така ќе оствариме уште подобри резултати во работењето во полза на сите граѓани на Република Северна Македонија, а Министерството за внатрешни работи ќе го издигнеме на уште повисоко ниво како силна институција која го гарантира редот, безбедноста и владењето на законите. Сакам посебно да се заблагодарам најпрвин на медиумите и медиумските работници кои што соработуваат со нас, кои што не поддржуваат и кои што преку вистината допринесуваат за јакнење на довербата на граѓаните кон Министерството за внатрешни работи. Да се заблагодарам исто така посебно на директорот и на припадниците на Агенцијата за национална безбедност, како и на директорот на Агенцијата за разузнавање за исклучително важната и плодна соработка и заштита на безбедноста и уставниот поредок на Република Северна Македонија. Исто така, посебна благодарност до градоначалникот на градот Скопје, Петар Шилегов и градоначалникот на општина Ѓорче Петров и другите општини во Скопје и во Македонија, кои што несебично соработуваат се со цел заедно да придонесеме кон јакнењето на безбедноста. И кон сите партнери и поддржувачи на македонската полиција и на Министерството за внатрешни работи. На моите колеги би сакал од срце да им го честитам професионалниот празник, Денот на полицијата, на сите вработени, посебно на Македонскиот полициски синдикат и неговото раководство, да им се заблагодарам за се она што го направивме заедно за македонската полиција, а на сите припадници на МВР да им посакам здравје, успех, просперитет, уште поголема посветеност и уште подобри резултати во служба на граѓаните. Заедно да продолжиме по честниот пат, затоа што само тој е вистинскиот пат. Да живее македонската полиција и да живее Република Северна Македонија. Ви благодарам, почитуван министер. На одбележувањето на 7 мај, Денот на полицијата, наш гостин е и председателот на Република Северна Македонија, господинот Стево Пендаровски. Го поканувам на сцената да се обрати пред присутните. Председателе, повелете. Почитуван министер за внатрешни работи, почитувани министри во владата,
почитувани припадници на полицијата, ценети екселенции, драги сограѓани. Чест ми е да ве поздравам по повод 7 мај, денот на полицијата на Република Северна Македонија. Ова е значаен ден затоа што станува збор за структура која има незаменлива улога во спроведувањето на законите, одржувањето на јавниот ред и мир, почитувањето на човековите слободи и права и заштита на државната граница. Со само еден поглед врз овие исклучително важни надлежности, станува јасно дека од работата на Министерството за внатрешни работи во голема мерка зависи и довербата на граѓаните во својата држава и во незините највисоки институции. Таа доверба на граѓаните во институциите мора секојдневно да се потврдува. Независно дали се работи за мали локални инциденти, за борбата против криминалот и корупцијата или за големите глобални проблеми каква што е пандемијата на COVID-19. Повеќе од една година полицијата е една од клучните алки во справувањето со пандемијата. Полициските службеници се дено-ноќно задолжени да асистираат на здравствениот систем во спроведување на мерките за спречување на ширењето на вирусот. Затоа во името на македонските граѓани и во моје лично име ви благодарам. За да имаат зад себе постојано довербата на граѓаните, полициските службеници се обврзани достојно да ја извршуваат професијата што ја избрале. Во вашата работа неколку принципи се круцијални. Прво, почитување на законот и владењето на правото. Полицијата е институција која најчесто прва реагира на заканите по демократскиот поредок и по животот и имотот на граѓаните, и тоа ќе го прави успешно само ако действува во рамките на законите, а не според желбите на поединци или влијателни структури. Второ, професионалноста. Полициските службеници се должни да се воздржуваат од злоупотреби или пречекорување на овластувањата и да не постапуваат арбитрерно во зависност од општествениот статус на поединците. Трето, нераскинливо поврзано со претходното, непристрасноста. Во секоја демократска држава законите важат подеднакво за сите. Затоа полицијата мора неутрално да ги спроведува законите, независно од етничката, социјалната, политичката, партиската или која и да било друга припадност на луѓето. Полицијата треба да е деполитизирана и департизирана структура од најниските подрачни единици до врвните сектори и управи во Министерството. Токму непристрасното постапување е предуслов за унапредување на односот меѓу полицијата и граѓаните, затоа што без нивна поддршка полицијата не може да биде целосно ефикасна. Четврто, пожртвуваноста во заштитата на животите, здравјето и имотот на граѓаните. Вашата професија е ризична. Денеска искажуваме почит кон сите полициски службеници кои во изминативе години ги загубија своите животи извршувајќи ја својата професионална должност. Кога во одбраната на правниот поредок и правата на луѓето ќе ја принесете највисоката жртва, тоа е доказ дека со полно право сте ја носеле службената униформа и значка. Пето, отчетност и транспарентност пред јавноста и пред институциите. Во оваа смисла е важен институционалниот надзор над полицијата преку внатрешната и надворешната контрола. Посебен акцент треба да се стави на превенцијата на корупцијата, затоа што треба да бидат сведени на апсолутен минимум случаите луѓето задолжени за примена на законот самите да го кршат законот. Улогата на полицијата е уште поголема во хетерогени општества какво што е нашето. Катализатор во напредувањето на таа соработка е соодветната етничка застапеност на сите нивоа во Министерството за сите граѓани на нашата држави да имаат целосна доверба во полициските структури. Исто така треба да се обрне вниманието на улогата на жената во полицијата. Тој процес е започнат, резултатите се видливи, но потребно е целосно надминување на стереотипите поврзани со родовата еднаквост, затоа што наспроти традицијата и предрасудите кои се особено силни во конзервативните општества, полицијата не е само машка професија. За успешно функционирање на Министерството, превенцијата е клучна, а затоа е потребно да се воспостават добри релации со заедницата во која се действува пред да се појават проблемите. Почитувани присутни во однос на сите претходно набројани принципи и параметри. Неспорно е дека Министерството за внатрешни работи денес е далеку понапред во однос на состојбите од пред 5 или 10 години,
кога институцијата беше само лошо камуфлиран партиски штаб. Меѓутоа, за успешно да ги исполнува своите задачи на законски и достоинствен начин, мораме да вложуваме во полицијата. Иако од аспект на безбедноста, со членството во НАТО влеговме во помирни води, сепак безбедносните предизвици, како што се тероризмот, верскиот екстремизам, сајбер нападите, кампањите за дезинформирање, хибридните закани нема да исчезнат. Досегашните реформи во безбедносно-одбранбениот и безбедносно-разузнавачкиот систем значајно ги подобрија нивните перформанси и ја приближија државата до меѓународните стандарди. Но реформите мора да продолжат, затоа што и безбедносното обкружување постојано се менува. Во таа смисла битен предуслов е модерната опрема и вооружување и стандардите во работните простории, но најважниот фактор за успех е сепак човекот. Мора постојано да се води сметка за стручните квалификации, селекцијата, вработувањето и обучувањето на полициските службеници, а напредувањето да биде врз објективни критериуми при што етичкиот филтер, односно интегритетот на личноста, или народски кажано образот, секогаш треба да биде во преден план. Почитувани припадници на полицијата, граѓаните и веруваат на државата онолку колку што веруваат во незините институции. А една од најважните институции во секоја држава е токму Министерството за внатрешни работи. Затоа очекувам и во периодот пред нас, како и досега, вашите задачи, кои се високоризични и сложени, да ги извршувате достоинствено и честно и да не се срамите кога ќе кажувате каде работите. На самиот крај уште еднаш дозволете ми на сите припадници на полицијата, на сите вработени во Министерството за внатрешни работи да им го честитам 7 мај, денот на полицијата. Благодарам. Ви благодарам, господине председателе. Она со што Министерството за внатрешни работи може да се пофали во последниве години, а што можевте да чуете и од обраќањето лично од министерот Спасовски, е незиното осовременување, модернизирање и редовна набавка на униформи и опрема за полициските единици. Со посебно задоволство денеска ќе ви ги презентираме новите униформи за одделот за специјални полициски операции и за интервентната полиција. Ќе ги замолам колегите да пристапат пред бината. Станува збор за 6 различни униформи. И тоа: урбана маскирна мултикам шара за единицата за брзо распоредување. Комплетот е составен од комбинезон, зимска јакна со подјакна, джемпер, кошула рипс и аутлас, пантолони рипс и ремен, 4 различни мајици, со јака, без јака, со долги ракави и тактичка мајица со кратки ракави, дводелен комплет за дожд, 4 различни капи, и тоа фантом, полар, бейсбол и беретка, навлака за шлем, дводелно пододело со подкапа, термо и тактички ракавици. Втората униформа е рурална маскирна мултикам шара за единицата за брзо распоредување и за единицата за обука и поддршка. Комплетот е составен од зимска јакна со подјакна, кошула рипс и аутлас, пантолони рипс и трослојни со ремен, 4 различни мајици со јака, без јака, со долги ракави и тактичка мајица со кратки ракави, блуза со долги ракави, навлака за шлем, шешир, дводелно пододело со подкапа, ракавици, термо и тактички. Третиот дел од униформата е за единицата за брзо распоредување и представува комбинезон во темно-сива боја, изработен од специјален материјал Номекс, кој што е тешко запалив и се користи во услови на нарушен јавен ред и мир во поголем обем и апсење на опасни лица во затворени простории. Меѓу новите униформи е униформата во темно-сина боја, наменета за единицата за обука и поддршка,
а комплетот е составен од следниве делови: зимска јакна со подјакна, джемпер, кошула рипс и аутлас, пантолони рипс и ремен, 3 маици со јака, без јака и тактичка маица со кратки ракави, 4 капи, шешир, бейсбол, беретка и плетена капа, дводелно пододело со подкапа, термо и тактички ракавици и дождовна наметка. И униформа во темно-сива боја за секторот за внатрешни работи Скопје, поточно за интервентната полиција, при што комплетот е составен од комбинезон, зимска јакна со подјакна, кратка јакна, джемпер, кошула рипс и аутлас, пантолони рипс и трослојни со ремен, 4 различни маици со јака, без јака, со долги ракави и тактичка маица со кратки ракави, блуза со долги ракави, 6 капи, шешир, фантом капа, полар, бейсбол, беретка и плетена капа, навлака за шлем, термо и тактички ракавици, дводелен комплект за дожд и дождовна наметка. Им благодарам на колегите од овие единици што ни овозможија одблиску да се запознаеме со составните делови на новите униформи. Дами и господа, време е за оној свечен момент на доделување на признанија за оние кои биле и се и пример и инспирација за она што сме го постигнале во изминатиот период како Министерство за внатрешни работи на Република Северна Македонија. Го поканувам министерот Спасовски да пристапи пред бината и да додели плакета на Одделот за криминалистичка полиција за успешно реализирана оперативна акција за недозволена трговија со дрога Хидра и особен придонес во промоцијата на професионализмот во Министерството за внатрешни работи. Плакетата во име на одделот ќе ја прими помошник директорот на Одделот за криминалистичка полиција, господин Оливер Лукаровски. Честитки за одделот, министерот ќе го замолам да додели уште една плакета, овој пат на секторот за сообраќајни работи при одделот за униформирана полиција, за успешно реализирање на зајакнатите акцијски контроли и особен придонес за зголемување на безбедноста во сообраќајот. Плакетата во име на одделот ќе ја прими господинот Дејан Трајковски, началник на секторот за сообраќајни работи при одделот за униформирана полиција. Честитки за секторот за сообраќајни работи, а вам ви благодарам, почитуван министер. Сега го поканувам пред бината заменик министерот за внатрешни работи, господинот Назим Буши, да додели плакета на Одделот за униформирана полиција за успешно реализирана оперативна акција за илегалната миграција насловена Рефлекс и особен придонес во промоцијата на професионализмот во Министерството за внатрешни работи. Плакетата во име на одделот ќе ја прими помошник директорот на Одделот за униформирана полиција, господинот Шефик Бајрами. Честитки за овој оддел, а вам ви благодарам, почитуван заменик министер Буши. Ми представува задоволство да ја поканам државната секретарка во Министерството за внатрешни работи, господја Магдалена Несторовска, да додели плакета за Одделот за униформирана полиција за особен придонес во справувањето со кризната состојба предизвикана од пандемијата COVID-19. Плакета во име на одделот ќе прими господин Благојчо Спасов, началник на единицата за подготовка и постапување во сложена безбедносна состојба и во кризна состојба. Срдечни честитки и ви благодарам, почитувана господја Несторовска. Сега ќе ми дозволите да го поканам пред сцената директорот на Бирото за јавна безбедност, господинот Сашо Тасевски, кој ќе додели плакета на Одделот за специјални полициски операции
за постојан ангажман во спроведувањето на мерките за заштита од COVID-19 и заштита на јавното здравје, за поддршка во континуитет на голем број организациони единици во МВР, во повеќе оперативни акции при апсење на опасни лица и криминални групи, како и поддршка на граничната полиција во обезбедување на државните граници и особен придонес во промоцијата на професионализмот во Министерството за внатрешни работи. Плакетата во име на одделот ќе ја прими началникот на одделот за специјални полициски операции господинот Бранко Трајановски. Срдечни честитки за одделот, вам почитуван директор Тасевски ви благодарам. Сега го поканувам заменик директорот на Бирото за јавна безбедност, господин Ариф Асани, кој ќе ја врачи плакетата на Секторот за меѓународна полициска соработка за успешно реализирана оперативна акција Бегалец и особен придонес во промоцијата на професионализмот во Министерството за внатрешни работи. Во име на Секторот за меѓународна полициска соработка, плакетата ќе ја прими началникот на секторот, господин Рефик Черими. Благодарам директоре Асани, честитки за добиената плакета на секторот. Почитувани присутни, ќе го замолам министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски повторно да пристапи, бидејќи сега ќе се доделат плакети за успешна соработка и континуирана поддршка во модернизирање на капацитетите на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија и на полициските аташеа во земјава. Плакета за успешна соработка се доделува на Фридрих Хофбауер, полициско аташе во амбасадата на Република Австрија. Плакета ќе биде врачена и на господја Керстин Шпицер, офицер за врска во Сојузната криминалистичка служба и полициско аташе во амбасадата на Сојузна Република Германија. Следната плакета оди во рацете на господин Хит Варт, регионален офицер за безбедност, амбасада на Соединетите Американски држави. Плакета добива и господин Стефан Ропер, полициско аташе во амбасадата на Француската република, а во негово име плакетата ќе ја прими господин Тома Поеруган од амбасадата на Француската република. На господин Диего Морели, полициско аташе во амбасадата на Италијанската република, ќе му биде врачена плакета од министрот за внатрешни работи господинот Спасовски. Плакета добива и господин Лукас Кепиц, полициско аташе на Чешката република, но поради неможност да биде денеска тука, плакетата ќе му биде испратена. А плакета за успешна соработка се доделува и на господин Габор Кемени од мисијата на ОПСЕ во Македонија. Следната плакета оди во рацете на господин Бранко Скрбинек, полициско аташе на Република Словенија.
Ја поканувам и господја Нарине Сахакијан, постојан представник на UNDP, на која ќе биде врачена плакета од страна на министерот Спасовски. Плакета за успешна соработка ќе биде врачена и на господин Карл Рейшам, програмски менеджер на ИЦИТАП. Господине министре, ќе ве замолам уште малку да останете пред сцената, затоа што следува доделувањето на плакети за лична посветеност во борбата со пандемијата COVID-19, успешна реализација на целите од заеднички интерес во заштитата на јавното здравје и безбедноста на граѓаните. Плакети добиваат нашите соработници. Доктор Илир Демири, координатор за COVID-19. Доктор Милена Стевановиќ, директор на инфективната клиника Скопје. Господин Виктор Димовски, директор на Агенцијата за национална безбедност. Господин Еролд Муслиу, директор на Агенцијата за разузнавање. Господин Маријан Кицев, председател на Македонскиот полициски синдикат. Господин Александар Петровски, директор на спортскиот центар Борис Трајковски. Господин Сашо Тасевски, директор на Бирото за јавна безбедност. Господин Ариф Асани, заменик директор на Бирото за јавна безбедност. Господин Горан Сугаревски, директор на Царинската управа. И последната од оваа група плакети за господин Арафат Муареми, директор на Управата за финансиска полиција. Благодарност до сите вас во име на Министерството за внатрешни работи за личната посветеност во борбата со пандемијата со COVID-19. За крај, Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски ќе додели и специјална плакета за партнерство и соработка. Министерот Спасовски ќе врачи специјална плакета на председателот на Република Северна Македонија, господинот Стево Пендаровски, Ви благодарам, почитуван министер.
Искрени честитки за добитниците на плакетите, а благодарници по повод денот на македонската полиција, на истакнати полициски службеници за посебен придонес на работното место. Поради ковид мерките и протоколите ќе им бидат врачени дополнително преку секторите за внатрешни работи, односно преку нивните организациони единици. Во име на сите нас, им честитам на овие наши колеги за храброста, одговорноста, пожртвуваноста во извршувањето на полициските задачи во служба на граѓаните на Република Северна Македонија. Ќе искористам оваа пригода да се заблагодарам и за бројните телеграми и честитки кои пристигнаа на адреса на Министерството за внатрешни работи по повод 7 мај. Вниманието и убавите желби се само поттик повеќе да продолжиме со несмалено темпо. А тука е и крајот на денешнава свечена церемонија, организирана во чест на празникот на македонската полиција. Дозволете уште еднаш на сите припадници на полицијата на Република Северна Македонија, заеднички да им го честитаме 7 мај, да се заблагодариме за сето она што го прават во служба на граѓаните, со желби пред се за добро здравје и секако за уште многу лични и професионални успеси. Вам, дами и господа, ви благодарам на вашето присуство и на укажаната чест. Почитувани гледачи на Канал 5 телевизија, вам ви благодариме на вниманието и ви посакувам пријатен ден на сите. Довидување.